За поставување сливни решетки за атмосферска канализација на две улици, како и за цевки и останата опрема за изградба на фекална канализација на една улица, Општина Кочани планира да потроши 1.200.000 денари. Средствата се обезбедени од општинскиот буџет од програмата за јавни инвестиции. Сливни решетки на коловозите ќе добијат улиците Ристо Симеонов и Јордан Зафиров во вкупна должина од 105 метри. Фекалната канализација ќе се гради на крак од улицата Мишо Арсов. Веќе е објавен јавен повик за избор на изведувач на градежните работи. Тој ќе преземе задача да направи машинско сечење на асфалтот и ископ на канали за прифаќање на атмосферската вода. Исто така треба да изгради и канал за поставување цевки за фекалната канализација во должина од 122 метра на улицата Мишо Арсов. Дополнително, ќе треба да изработи и да постави метални капаци на 6 ревизиони шахти. Според објавениот јавен повик, заинтересираните понудувачи треба да се пријават до 22 мај. Со избраниот изведувач кој ќе понуди најповолна понуда, ќе се потпише договор. Потоа тој ќе има обврска градежните активности да ги комплетира во период од 4 месеци. Одличен настап со освоени 12 први награди имаа учениците од Основното музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани на меѓународниот фестивал со надпреварувачки карактер Сергеј Михајлов во Штип. Надпреварувачите на фестивалот учествуваа во 4 дисциплини, односно класична музика, традиционални инструменти и состави, теоретски предмети и поп, џез и светска музика. Учениците од Кочани беа најдобри во настапите на гитара и пијано. Ученичката Антонија Апостолова во категоријата класична гитара беше најдобра и ги освои максималните 100 бода, со што заслужено е првопласирана. Ист број бодови освои и ученичката Макарија Иванова на пијано. Другите првонаградени се Андреја Димитрова, Михаил Стаменков, Теодора Захариева, Ана Пејчева, Вера Веселинова, Милана Стаменкова, Јован Цветанов, Ева Петрова и Анастасија Хаджиполнова. Сите тие исполнија класични композиции на пијано, а освоија меѓу 95 и 98,5 бода. Заслуги за успехот на учениците имаат и нивните ментори, наставниците Зоран Христовски, Дејан Стојанов, Душан Стојанов, Стефан Стефанов, Елизабета Георгиева, Драгана Карова Ангелова и Марија Лазарова. Успехот и наградите на учениците од Кочанското музичко училиште им обезбедува настапи на други меѓународни и домашни надпревари. Ученичката Макарија Иванова веќе се стекна со право да учествува на државниот надпревар за ученици во основно музичко образование што се одржува во Битола. Раскопувањето на асфалтот на улиците и на плочките по тротоарите и другите јавни површини стана секојдневна практика, а по завршувањето на градежните работи тие не се враќаат во првобитната состојба. Честите дефекти на водоводната, канализацијската и другата инсталација што се наоѓа под земја се главната причина што се раскопуваат улиците, кај кои цевките или каблите се дотраени или биле поставени пред повеќе децении. За жал, во последно време дури и на сосема нови и свежо реконструирани улици, асфалтниот слој се раскопува, а дупките се оставаат полни со земја и камења. Типичен пример за тоа е улицата Раде Кратовче, на чија реконструкција се чекаше со години, а кога конечно минатата есен беше целосно обновена, деновиве го доживеа првото огнено крштевање со дупка на средината на асфалтот. Сообраќајните знаци кои ги предупредуваат возачите за градежната интервенција стојат неколку дена, а жителите од соседството нагласија дека неофицијалното образложение што го добиле е дека се чека земјата да се слегне за да се санира раскопаниот коловоз. Во меѓувреме, возилата се принудени да ја заобиколуваат дупката за да избегнат оштетувања. За реконструкцијата на улицата Раде Кратовче со должина од над половина километар беа инвестирани 5.300.000 денари, што пред околу 3 години Општина Кочани ги обезбеди од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски. Ова е само еден од примерите на копање на улици и тротоари и нивно оставање во таква состојба. Многобројни се примерите на улиците Маршал Тито, Осоговска, Илинденска, Скопска и другите, каде дупките во асфалтот стојат повеќе месеци и нема никакви изгледи скоро да бидат санирани. Сдруженијето на пензионери од Кочани ги организираше општинските спортски игри,
како селекција на најдобрите кои идниот месец ќе учествуваат на регионалните игри во Делчево. Надпреварувачите ги одмерија своите сили и знаења во 11 дисциплини, од кои како спортски се 7: кошарка, мал фудбал, влечење јаже, скок од место, трчање, фрлање ѓуле и гаѓање со воздушна пушка, а 4 се салонски игри, односно пикадо, шах, табла и домино. На општинскиот надпревар, освен пензионерите од Кочани, учествуваа и пензионери од соседните општини Зрновци и Чешиново, кои се опфатени во Кочанското здружение. На отворањето на општинските спортски игри, учесниците ги поздрави председателката на здружението Јелица Зафирова, посакувајќи им успех и добри резултати, со желби што подобро да ја представат општината во регионот и во државата. За сите овие игри околу 100 пензионери се пријавија. Од овие 100 селекција ќе се прави, ова е на општинско ниво, Зрновци, Чешиново, Облешево и Кочани, ќе се селектират, најдобрите ќе почнат после да тренират, за да се спремат на регионалните спортски игри на пензионери, кои ќе се одржат на 8 јуни во Делчево. Нашите спортисти пензионери секогаш се меѓу првите во Македонија и секогаш ние учествуваме на републичките и тоа во повеќе дисциплини, донесувајќи од таму златни пехари или медали, зависи што ќе доделуват, бронзени и сребрени. Меѓу првите 3-4 сме во државата. Можеме да се пофалиме со одлични спортисти. Освен надпреварувачкиот карактер, организирањето на пензионерските спортски игри има и здравствен и социјален мотив, односно да го јакне меѓусебното дружење, како и одржувањето на физичката активност на лицата од третото доба. Од учеството на регионалните игри во Делчево, кочанските пензионери се надеваат на добри резултати, а веќе има иницијатива тие да бидат домаќини и организатори на републичките спортски игри. Затоа имаат одлични услови, што неколку пати досега се потврдило со организирањето на надпреварите во Кочани. Ротари клубот Кочани Виница кон крајот на овој месец ќе организира втората урбана трка Ротари Ран 2023, што ќе се одржи по улиците во централното градско подрачје на Кочани. По јавниот повик за учество што беше објавен во средината на минатиот месец, веќе се пријавиле поголем број учесници. Со оглед што пријавувањето се уште трае, се очекува да учествуваат над 200 надпреварувачи. Трката ќе се одржи в недела на 28 мај со почеток од 11 часот. Стартната позиција ќе биде вообичаено кај Центарот за култура Бели Мугри, а ќе се трча по улиците во централното градско подрачје, односно на кружни патеки со должина од 5 и 10 километри. Главна цел на трката е да се промовира здравиот начин на живење, зачувувањето на животната средина и избегнувањето користење моторни возила колку што е можно, да им се даде поттик на младите дека може да се живее на здрав начин. Организаторот на трката, Ротари клубот Кочани Виница, информира дека во период од 10 до 13 часот, додека трае трката, ќе биде изменет сообраќајниот режим на улиците Кеј на Револуцијата, Борис Трајковски, Гоце Делчев и дел од улицата Маршал Тито. Тие ќе бидат затворени за сообраќај во споменатиот период. За најдобрите поединци во машка и во женска конкуренција се обезбедени награди и признанија. Собраните средства од трката ќе бидат донирани за хуманитарни цели. Првата Ротари Ран урбана трка во Кочани се одржа минатата година во март, а намерата на членовите на Ротари клубот Кочани Виница е таа да прерасне во меѓународна и да се организира секоја година во текот на пролетната сезона.